Dame и господа, Сашо... Мислам се слушаме, така? Пред 3 дена Центарон пливаше во вода. Рекоа подземни води. Абе, какви подземни води, бе? Овие фалангисти ви увладава, толку го ископаа Скопјево што Атлантски океан изби на плаштата. Сега треба само уште споменициве да ги научат да пливаат. Абе, стварно, како овие античкива македонци не предвидеа дека вода ќе избие на плаштата? Мислам да предвидеа, можеа да турат уште некој споменик од Моби Дик, Капетан Немо, Малечката сирена, Рибарот Климе. Кој да што има контакт со море. Знаете која е разлика помеѓу грчка и македонска трагедија? Па оваа грчкава трагедија се заснова на мит, а македонскава на мито и корупција. Многу ми се свиѓа една дефиниција за корупција, вика корупција е власт плюс монопол минус транспарентност. Ние имаме власт, а имаме и монопол. Например, да кажеме, монопол е топлификација. Добро да, ама доскоро беше, нели? Топлификација, ти си порнограција, алчна си за пари од млади и стари, джабе против тебе петиција, лоша си ко шпанска инквизиција. Инкасантите твои се легија црна, ти влезат ли дома те дерат ко срна. Ако се криеш, те палат на клада, не чекај помош од оние во влада. Топлификација, злосторничка си организација. Бедните за тебе се таргет или мета, од тебе владата корумпирана цвета. А има уште еден монопол, не знам дали сте слушнали за него, ЕВН. И нели изгорени ние малите луѓе на оваа држава од овие монополи, а нема кој да те заштити. И нормално шо му преостанува на малиот очаен човек, освен да колне како баба наместо да опцуе комаш. Па ја така смислив една клетва и се надевам дека многу брзо ќе ги стигне овие два монополи. Вака иде. Црна се чума зададе, магаре диво да ви го кладе. И ваши мајки, сестри и стрини да облюбат црни беркширски свињи. По куќи да ви шетаат голи црнци, за лепче да продавате стари грнци. Да даде горнион да се греете на свеќи, ноќе да спиете во јутени вреќи. Светли направете од кремен камен, на најбедниот клошар да не сте му рамен. Ако сте темплари црни или масони, да не куртулите од хемороиди и од тампони. А ако сонувате ритуали, пентаграми и пирамиди, да ве мочам сите од черамиди. Тоа е тоа. Кога власта ќе застане зад корпорациите и само зад корпорациите, шо имате? Фала си ми ти, фала ти. Фашизам. У превод. Сите политичари се значи исти. Сите. Има една работа што е заедничка за ВМРО и за СДСМ. Нашите пари. Затоа, кој ќе избањате наш политичар, знаете ли што ќе добиете? Чист криминалец и нечиста вода. Ама не се сите уствари исти, овие мислам партиве. Овие сеа што се на власт се пофини, бе, од овие претходни, бе, шо беа. Многу пофини се, бе. Они не крадат. Они само градат. Например,
Они многу мислат за идентитетот на народот, за неговата добросостојба. Па гледайте од Скопје што направија, бе. Атракција. Ама циркуска. Туристи од цел свет доаѓаат да го видат циркусот наречен Скопје 2014. Во него нема што нема. Коњи, бикови, лавои, шмизли, курви, педери највише има, у душа. Па толку животни кои што има на плоштад немало римскиот Колосеум пред 2 милениуми, бе. Фали уште само еден голем портокалов шатор да раснат од Сарај до Ченто за доживувањето комплетно да биде. Само не му кажувате за ова на Коцеот и он одма може да го спроведе у дело, бе. Гледате, бе. Гледате го, бе, Коце, бе, како глатко победи на избориве за градоначалник, бе. Сега, ако не тури кружен тек на месечината, си го сечам. После тоа ќе гради катна гаража на Марс. И кој не плати за паркинг, овие Spiders of Mars што свиреа со Девид Бови ќе ги кревале колите. Абе, знаете како викам јас? За Скопје е подобро цунами да го лапне, отколку Коце да му го бапне. Само вие смејте се. Ама Коце е многу бистар дечко. Најбистар. До душа знам само една работа што е по-бистра од Коце. Вардар. Коце и Грујо умрени за дела, од селата направија градови, а од градовите села. Тоа е тандем што сите го знаат, од адот лесно рај може да прават. Империја е нивна античка песна, из кината мома ќе продадат за честна. Коце е плейбој, само не е нешто млад. Ене го на Вардар ќе прави водопад. Што мине крај жена, ја остава зината, ви реков, и кружен тек ќе тури горе на месечината. И Македонија ќе остане вечна и трајна, затоа мукла и не јадете лајна. Пичка ми матер глупава, шо ја дам лајна, бе, ја против овие наши народни добродетели и патриоти, бе. Што ја дам лајна, бе? Па луѓето живеат за дела. Гинат за дела. И Македонија ја сакаат со дела. А јас све се плашам дека од толку дела Македонија тешко да остане цела. Иначе, денеска е многу тешко да бидеш патриот. Најтешко. Ги нема многу патриоти денес у нашава држава. Мислам, има два вида на патриоти. Едниве патриоти се агресивни, мачо патриоти, ебачи. Како овој градоначалников сега на локални избори на ВМРО, таму некои селски општини што се обидуеше да стане, и у некое село се качил на говорница и почнал да ветува дела. Ако ми изберете, ќе ви направам модерен асфалтиран пат, ќе ви направам канализација, ќе ви направам водовод, ќе ви направам школо. И некој од толпава му рекол, ама какво школо, па во селово нема деца. И деца ќе ви направам. Тој е агресивен, а овој патриот ебач. А овој другиот вид на патриоти, познавам еден таков, тој се вика Рајко и не ми е род, побожен до коска и голем патриот. Пред години 7 Рајко беше клошар клод, а сега е фраер, богат како брод. Им зборува на сите и зиме и лете, контра абортусот и за трето дете. Лесбејка штом види, целиот се тресе, ја мрази што не сака бебе да му снесе. И педери нејќе ги множи со нула, покрај портата триумфална сака и Ајфелова кула. Рајко е силен, партија го штити, вели, овде нема гладни, сите се сити. Женете Рајко, по цел ден се фали, како жена му по 3 пати во денот ја гали.
И баш сега, пред некој ден, жена му го фатила во позиција зен. Крсно зе тој седел и шмукал патла клет, а партнерот му подпевнувал ко птица во лет. После го примил, така се испостави, Рајко сега тажи, жена му го остави. Ова е тој другиот тип на патриоти со трагична, тажна судбина. Многу е тажна и песната, нели ке се сложите. Исто беше многу тажно, бе, луѓе. Многу беше тажно, многу беше тажно, Овој Чичко Тинекс која го загуби центар на избориве. Касиерките у црно ги зави. Ени ги уште ако влезете у Тинекс делат блага пченица гратис. Кесиве ги продаа по 2 денара, пченицава гратис. Влагаат муштери со насолзени очи и гнетат ли гнетат. Па толку е тажно у Тинекс што и ова мразов што е у фрижидериве се раскравил и тече по пот. Па на плоштад колку е тажно, бе, не се поминуе, бе. Не се поминуе. Букефал секоја ноќ се подмочи од страв. А на овој Александар Мечов му овенал ко пенис на дедо. Шмизлана таму си врзала јаже околу врат и спремила жилет за сечење вени. Многу е тажно, луѓе, како се случи Чичко Тинекс да ги загуби изборите, бе, Па овој неговиот ментор Чичко Луј, први портокаловиот, го тераше 9 круга да трча, бе. Ја мислев до 9 дека ќе стигнат. Како се случи да загуби? Многу лесно можеше да победи, бе, многу лесно. Освен гласачите од Пустец, да им дадеа право и на споменициве да гласаат. Па ќе победеше уште у првиот круг.